Добар ден на сите. Јас сум Маријан Атанасов, а вие гледате ново интервју. Нашата денешна тема е театар. Па така, како денешен гостин, на моje огромно задоволство, е Микица Илова. Добар ден, Микица. Како сте? Добар ден, Маријан. Добро сум, ви благодарам пред се на поканата, што сум ваша гостинка. И ја поддржувам и одлична ви идејата што вашето училиште се зафати да ја работи, што ги поддржува младите, така да јас секогаш сум голем мотиватор и сакам секогаш што го имаат идеи и нешто сакаат да направат, да бидат успешни, прекрасни и да го работат тоа што сакаат да го работат. Благодариме. Која е вашата дејност? Зошто театар? Зошто режија? Дали може да ни кажете нешто повеќе околу тоа? Така, како што спомнав, значи јас сум вработена при театарот во Дом на култура Иван Мазов климат Кавадарци и работам во театарската дејност, значи како театарски режисер. Можам да кажам дека режијата како дејност е доста популарна моментално. Кога ќе изрежирате една представа, сите сакаат да бидат одма режисери, па мене ме бидува за ова, мене не ме бидува, меѓутоа можам да кажам дека како гранка е доста популарна, но е доста тешка и бара многу посветеност, пожртвуваност, бара креативност, инвентивност. Значи, било која работа да ја работите, ако не ја сакате да ја работите, нема да биде успешно. Значи, морате да ја сакате да ја работите. Јас сум иначе дипломиран професор по предучилишно воспитување, но не ја работам таа струка, не успеав тоа да го работам, меѓутоа работам со деца, сепак поврзана мојата работа, дејноста, со деца, со средношколци, со средношколци работам. И тоа што го завршив како дипломиран предучилишен воспитувач, и сега оваа работа што ја работам како театарски режисер се две додирни точки што многу помагаат во тоа што го работите, затоа што за да работите со деца пред се треба да бидете добар педагог. Значи, да бидете успешен во тоа што го работите, треба да знаете како да работите со тие деца, треба да знаете како работите не само со деца, туку и со возрастните, затоа што режисерот како професија, режисерската работа треба да биде опфатена од сите гранки. Пред се добар анализатор да сте, да знаете како да извлечите максимално од актерите, од личностите со кои што работите со нив. Така да сметам дека едно со друго се тесно поврзани и дека се надополнуваат една со друга. И пак ќе кажам дека морате да ја сакате да ја работите вашата работа за да биде успешна. Значи јас ја работам со многу голема љубов, со голема посветеност, секогаш истражувам тоа што ќе го зафатам да го работам и мислам дека успешна ќе биде ако сакате тоа да го работите или си поставите да е цел кој што сакате да ја постигнете во животот за да биде успешно тоа. Апсолутно. Токму тоа ми беше и следното прашање, колку и дали треба да го сакаме она што го работиме? Голем процент од тоа што го работиме, значи ако не го сакаме да го работиме, нема да биде успешно, нема да го работиме со голема волја, мотивација, значи пред се мотивацијата е многу важна. Мораме да си поставиме големи предизвици. Ако си ги поставиме големи предизвици, ако се бориме за тие предизвици да успееме, значи не може да не биде успешно. И така јас секогаш се обидувам предизвиците што ќе си ги поставам да бидат поголеми. Моите аспирации се поголеми, растат, со тоа што колку потешка е задачата што ќе си ја поставам, толку повеќе ќе се трудам да постигнам тоа што сакам да го направам. Истото и за театарските представи што ги работам. Значи пред се работам детски театарски представи, сум изработила и две представи за возрастни, во кои што во една и сум како актер се појавувам, меѓутоа детските представи ми се онака специјално затоа што ви кажав дека нели работам со деца и тука вие како ментор на тие деца морате вие пред се да им покажете колку е важна работата што ја работите. За тие да бидат успешни во тоа што го работат или се дел од тие театарски представи.
сепак јас работам со средношколци и сите, значи, има талентирани деца, има деца што сакаат да доаѓаат, има деца што сакаат да глумат и ако не им ја покажете работата, тоест ви тоа што го сакате дека го работите со љубов, како ќе им вродите им љубов. Значи кон тоа што го работите. Така да сепак мислам дека тука моделот со кој што како модел сте им еден вид позитивен модел за тоа што како треба да се однесуваат кон тоа што го има, дали треба, значи, повеќе љубов, повеќе мотивација, инспирација за да може да го работи тоа што го сака. Кога свативте дека оваа работа е за вас? Кога свативте дека ја имате таа љубов кон театарот? Да. Па многу одамна, уште не знам, 20-тина години може да се каже, затоа што пред се прво работев како аниматор на детски роденденски забави. Така почна и сета љубовта кон децата, со децата, за децата и некогаш се излегува дека правиме со деца, за деца, значи таа љубов така и потоа секогаш знаев да импровизирам на тие детски театарски роденденски забави, знаев да глума, значи штом се појавувате како аниматор, можете да глумите, можете да импровизирате, можете да бидете смешен, интересен, значи да го задржите нивното внимание. И потоа почнав со куклен театар на тие представи, па почнав со театар на сенки, во Кавадарци такви работи немало до сега, значи театар на сенки првпат јас поставив тука кај нас на сцената во Кавадарци, исто куклени театри не гледаат, меѓутоа тоа се работи што многу тешко се постигнуваат затоа што барат поголема тимска работа, затоа што еден човек не може да ја работи таа работа, значи позади сцена бара повеќе луѓе, повеќе раци, со повеќе кукли и сето тоа. Меѓутоа се обидував колку што можам на тие роденденски забави да ги занимавам децата и некако уште повеќе се вроди таа желба дека сакам да го работам тоа и дека сакам да се занимавам со театарските представи, претежно за деца. Ги спомнавте театарските представи, па колку вкупно имате реализирано? Така. Па додека сум вработена сум од 2018 година во театарот како Дом на култура и во Назов климат Кавадарци. Значи од 2018 година па наваму се до денеска околу 15-тина, можеби 16, сега не ми се точно на број изброени, меѓутоа од кој што ви кажав дека имам 2 представи за возрастни, по Кондирена Тиква, која што е добиена од Министерството за култура изработена. Исто така госпоđица Јулија од Стринберг, таа ми беше магистарска тема на факултетот кој што студирав и всушност тоа беше мојот испит кој што го полагав пред целата кавадарачка публика, да покажам дека и во Кавадарци може да се направат представи од малку поинаков стил, не комедијата, меѓутоа ова беше трагедија, беше представата и малце на со поинаков жан се занимавав. А другите театарски представи кои што можам да извојам се од многу познати бајки писатели, меѓутоа некои се и од авторски се, на кои што сум доста горда. Да напишеш театарска представа за деца, авторска, тоа го прави драматургот. Значи, драматургите се тие луѓе кои што се стручните соработници на режисерот и му помагаат да ја изработи представата, режисерот дава насоки како сака да биде представата, што сака да го представата, има драматургот ја следува на начин, ја прилагодува. Меѓутоа, кај не се тоа го немаме, се обидувам јас да го правам и доста успешно го правам тоа и горда сум на тоа што го работам. Да речеме, драмски текст за една театарска представа е многу тешко да најдеш. Еве да речеме Убавиците и Зверот, сега ќе се задржам на последната наша театарска представа која што ја изработивме и доста успешна беше. Прв пат е поставена во Кавадарци и ми се чини дека и во Македонија само еднаш ја имат поставено театар за деца и младенци. И тоа посебно ми представува големо задоволство и сум многу горда, затоа што успеав таква прекрасна француска бајка безвременска да поставам кај нас во нашиот театар, со поддршка на директорката Јулијана Турманџова, ја поддржа мојата идеја,
се договоривме представата, затоа што таа сепак е обемна представа и тешка за изработка. Пред се затоа што е многу масовна, има вклучено многу деца, многу средношколци. Тука беа вклучени и моите колеги, кои што дадоа посебна тежина на представата, затоа што кога во една представа имате и возрастни актери, и имате средношколци, деца актери, значи надворешни членови, представата не може да биде неуспешна, затоа што моите колеги како поискусни се еден вид водачи, кои што дават посебна димензија, тежини дават на представата и не може тука да не биде представата успешна. Сега би се задржала на драмскиот текст, како што кажав, значи, вие го имате филмот. Јас направив еден спој помеѓу цртаниот филм и филмот кој што е анимиран. Извадив неколку работи, вклучив, значи го имав и балот, го имав и Балцарот, го имав и Цверот. За прв пат вклучив розата како цвет, излезе како жив лик, значи на сцената. И тоа се некои работи кои што и даваат дека мојата представа е автентична, оригинална и нема друга таква представа. Тоа е работата на режисерот. Представата што ќе ја представи да биде оригинална. И драмскиот текст како текст го имаме, меѓутоа секој режисер на различен начин може да го постави. Може би некој нема да внесе, да речеме, розата, некој ќе изостави. Меѓутоа ја тук се трудев сите елементи кои што ги има од цртаниот филм од филмот и тие што нели сакат да го гледат таков вид на представи, бајки сакат да гледат, да читат, ќе видат дека сите работи елементи ми беа фатени. И сите детали. И сите детали беа фатени и да, исто перфекционист сум, кога станува збор за таква работа, сакам до ситница да офатам за да може секогаш кога излиза, кога сите ликови што излеваат на сцена имаат задача. Која е задачата на Зверот? Која е задачата на Розата? Кога веќе се знаете вашата задача, што правите вие на сцена? Многу лесно вие ќе го представите тоа на публиката. Значи, вие морате да имате што тоа ви правите на сцена, за да може некој, например, кој ќе ве праша утре, која беше вашата задача, вие треба да кажете. И тука се создава приказната. Значи, тие репликите што се пишуваат, немаме ни текст, јас немам текстот на Левици Зверот. Меѓутоа сама го напишав. Значи, сама го напишав. Тоа е тука таа тежина. Многу тешко е да напишеш драмски текст, самостоен, целовечерен, пошто нашата представа не трае 45 минути, кој што за детски представи минутажата е толку временски период, меѓутоа нашата представа трае саат време, еден час, кој што таква представа не можеш да поставиш за 45 минути, затоа што е обемна, огромна, голема, има елементи кои што сакаш да ги офетиш и тука инспирацијата више те води. И драмскиот текст кој ќе го напишеш, после друго е тоа што ти на сцена можеш да го адаптираш и да го спроведеш. Значи, тука е разликата и затоа велам дека многу е тенка е линијата помеѓу драматургот и режисерот, затоа што се како две личности, меѓутоа сега те моментално кај мене се во една личност претворени. Сега јас го работам и тоа и се обидувам тие драмски текст што јас сум го напишала да го адаптирам на сцена како таков. Тоа е многу тешко, затоа што се сменува репликата, па друга реплика се допишува, па не знаеме дали акторот ќе успее да го изведе тоа. Значи, тука не водат емоциите, чувствата и кога е режисерот во неговата глава е цело приказна, после многу лесно се спроведува на сцена. И многу е важно и луѓето што се на сцена да се ги сакаат кога, многу е важно кога ќе се одредат ликовите. Значи, ликовите, да речеме 50% од представата е успешна ако режисерот ги погоди кој лик на кој актер го дал. Сепак, да речеме, јас работам сега со малце поискусни средношколци кои што учествувале во повеќе мои представи и многу е тешко кога работиш со нив, значи ги учиш, им кажуваш како треба да се обработуваат на сцена, многу е важно говорот, дикцијата, бојата на гласот, артикулацијата, дали треба да викнеме, дали треба да го снижиме тонот, дали треба да шепнеме, ама да се слуша во публика, дали треба да речеме да не вртиме грб, многу важно на публиката, освен ако не е дозволува сцената тоа да се направи. Значи тоа се елементи, тремата, како да ја сузбиеме тремата. Затоа што мислам дека тоа што го посетуваат
учениците што доаѓаат тука, мислам дека многу им помага за сузбивање на тремата. Многу време потребно е за таа трема да се сузбие, да ја нема, меѓутоа се е вежбање. Значи, има техники, има вежби, има работа е тоа. И никогаш не сум многу трпелива за таква работа, многу работам со децата, затоа што може некој да дојде и рече: Микице, јас многу ми е тешко ова да го изговорам, или дај нешто друго да кажеме, одма сменуваме реплика, или ајде да пробаме. Значи, тоа е период кој што треба да помине и треба да бидеш многу трпелив, затоа што сепак работиш и со средношколци, ја знаеме дека средношколците сакат да истражуваат, сакат да пробат, да видат, да истражат нешто друго. Значи, сепак, пак ќе кажам, трпеливоста е многу важна, затоа што во оваа работа, ако не си трпелив, тоа што сакаш да го постигнеш на брзинка не можеш да го постигнеш, нема шанса да го постигнеш, затоа што секоја една работа бара да, нели, од корен да ја почнеш да ја работиш, па се додека стигнеш до врвот, нели, до патот. Точно така. Па како велат, за сите убави работи потребно е и време и трпение. Така. Време, трпение. Значи, тука само сакам да се надополнам за ова што ви го кажав. При Дом на култура, Иван Мазов Климат Кабадарци, работи на драмска група, кој што ја нареков Шекспир. Сакам да биде малце инспиративна, затоа што Шекспир е еден од најпознатите драматурзи и ми беше како воделка, затоа што режисер како режисер, меѓутоа, пак ќе кажам, доста се гордам на тоа што умишноста е да напишеш една представа или да створиш драмски текст, а потоа да го адаптираш. И така ми беше некоја си воделка. Тој не бил режисер, меѓутоа бил најпознатиот драматург во светот, кој што ги поставил, ги напишал најпознатите драми, комедии, има трагедии, значи има доста сонети и доста ми беше инспиративен и затоа решив да го наречам студиото Шекспир, за да можам да привлечам повеќе деца, да им покажам на децата и често пати на тие часови знаеме да разговараме, за да знаат да кажат кој бил Шекспир, кога творел, што создал, што се драми, како ги делиме драмите, што е комедија, што е трагедија, што е разликата. Значи, и децата се заинтересирани и сакаат да повеќе да истражуваат тука. Така да на тие во таа група имам средношколска возрастна група и имам основци. Па така можам да се похвалам дека групата брои околу 30 до 40 деца и кога ги подготвувам представите, немам многу време да работам со основците, ама ги викам да доаѓаат на пробите и тие се толку радосни што ги гледаат поголемите како тоа се прави. Еден ден и тие ќе бидат. Па да, еден ден и тие. И така се создава мотивација, меѓу нив и инспирација, поставуваме некои интересни игри, работиме па игри како да направиме вежби, имаме вежби за да го отпуштиме тоа телото, па кој ќе го отпуштиме телото, па сега да се отпуштиме меѓусебно, да се запознаеме како група, како еден вид многу терапевтско делува. Така, значи тимската работа е многу важна. Да, тимската работа е многу важна затоа што и делува терапевтски и многу е важно тимот што се создава, актерите што се на сцена, едноставно партнерите кога имаат реплики да се разбираат меѓусебно и со поглед, и со движење, затоа што многу често може да се случи, да речеме, да се заборави репликата. Тоа не е нешто страшно или меѓутоа, ако можеш да импровизираш, а знаеш да импровизираш, всушност и тоа се учи импровизацијата, затоа што на една театарска представа која ќе застанеме и кога имаме представи кои што треба да одглумим нешто од секојдневниот живот, тоа е импровизација на секојдневниот живот. И тешко е да се импровизира, меѓутоа тоа бара вежбање, затоа си тие проби. Пробата е една од најважните работи на една театарска представа. Пробата. Значи, пробата е пола представа, пробите е пола представа. Ако се посетуваат пробите, ако се доаѓа на тие проби, например, имаме, не знам, некогаш може да се случи пробата да биде и 3-4 сата. Ако
да речеме, ми се децата инспиративни и јас не го пробота и може да биде и за пола саат да заврши. Едноставно не сме расположени, сакаме повеќе да се заглавуваме, го читаме текстот и некогаш сите се изморени до тук. Меѓутоа има толку успешни, прекрасни проби, има што траат по 3-4 сата и ми знаеме со паузите да ги направиме, пошто сепак не работам јас со професионални актери, работам со деца. Меѓутоа децата и така знаат да бидат доста инспиративни, знаат многу да извлечат од мене, што јас знам да извлечам од нив, и знаат кај точно да допрат, па знаат како функционирам, доста пријателски со нив, разговарам, секојаш сум им кажувала дека ако имат проблем во било што, во снаоѓањето на макар и на говорење, и на сцена да се излезе. Значи секојаш може да дојдат да ми придат и да ми кажат што е проблемот и да работиме на тој проблем за да го решиме. Така, би се задржал на последната театарска представа, Бавицата и ѕверот. Добре. Се покажа на вистина со голем успех. Да, успешно беше во Кавадарци, јас Апсолутно. доста задоволна. Па колку луѓето се заинтересирани и дали всушност доаѓаат за да ги гледаат тие представи како публика? На моје огромно задоволство, пак ќе кажам, доста многу сум горда што можам да кажам дека успеав да поставам некои си големи вредности во Кавадарци, посебно за детскиот театар, кога станува збор, затоа што секоја моја наредна и понаредна представа е се поуспешна и поуспешна. Тоа не зависи само од тоа зависи од, пак ќе кажам, тимската работа. Значи поддршката што ја имам од колегите, поддршката што ја имам од фамилијата, од семејството, поддршката што ја имам од директорката, сето тоа дава успешно сето тоа да биде. За да биде на работа успешна морате да имате поддршка, затоа што ако не верувате во тоа што го работите, и самодовербата не ви е на високо ниво поставена, тешко дека може да нешто да биде успешно. Така да, горда сум затоа што е успешна, затоа што успеав да поставам некои си вредности и се погоре и погоре одам со вредностите. Не ги спуштам надоле, туку сакам се уште поуспешна и поуспешна да биде секоја моја наредна представа и да биде побогата, да бидам сакам покреативна, поразлична, пооригинална и да речеме да дадам посебен печат и белег во секоја моја представа, мој белег да си остане. Ако сте ги прателе или публиката ги пратела моите представи, како еден оригинален белег е тоа што имам јас наратор, раскажувачен во секоја приказна. Ако го немам како личност, го имам како глумец, актер, кој што излегува и ја раскажува приказната, или како заседна личност наратор. Затоа што како мала многу сакав мојата баба да ми раскажува приказни и од тука се вроди таа желба и идеја за тие приказни бајки и многу ми е убаво кога некој ми ја раскажува приказната. Значи таа личност, тој лик го гледам така како не знам, некој си од детството, лик имам напишано и неколку книги во кои што е приказната на Мими Веселкова, така беше моето уметничко име кога работев со роденденските забави. И напишав баш книга Приказните на Мими Веселкова. Затоа што не го кажав тоа преѓеска, дека многу сакав на тие роденденски забави да раскажувам приказни на децата. А по автоматизам се создава една поинаква димензија дека децата ги засипуваат бајките. Оти бајките е нешто што ние често пати им поставам на децата, кажа што што бајки. Знаете ли што е приказна, што е бајка? Значи приковито нешто што е надреално, нешто што не го гледаме, нешто фантазија, нешто да мислиме малце покреативно, поразлично, џинови, самовили. И децата тоа го сакаат, кога им глумите, кога импровизирате, кога им го кажувате. Така да, исто и тука, оваа бајка што ја направивме сега у Бавицата и ѕверот е ремек дело. Е вулмермеска бајка, не постојат луѓе што не сакаат бајки. Е сега, целта што ми беше, целта, посебно за оваа представа ми беше, секогаш кога работам, сакам да, така да ја газам таа линија што се вели помеѓу линијата на возрастните и на децата. Тоа е многу тешко да го постигнете, затоа што мора да има компромис. Морате да знаете каде точно допирате во светот на возрастните, ама каде допирате во светот на децата. Да биде бајковито,
и да може возрастниот да ја изгледа представата, ама да може и детето да ја разбере представата. И споредбено од претходната представа што сум ја работела, да речеме била намената можеби за од прво до пето деление, пошто целната група секогаш ми е тука, возрастна група. На оваа представа сега последната нема таква целна група. Сите возрастни групи ми беше целта. Да може да дојдат од најмалото, да речеме, театарски представи за деца може да се посетуваат од 4-5 годишна возраст. По-мали нема да ја разберат, нема, можеби ќе ги гледаат елементите, пошто сега на оваа представа ни е доста костимски подкрепено, убаво, имаме убави предмети кои што децата и од тоа само го гледаат, меѓутоа нема да ја разберат. Така да се слагам дека дете од 5-6 годишна возраст слободно може да дојде да ја погледне. Сега имаме градинката Рада Поцев ќе биде гостин, мислам ќе дојде да ја посети представата, да изгледат големите групи и знам дека ќе биде успешно тоа. Исто и за возрастните. Значи добри коментари кај возрастната публика дека уживале едноставно, дека се вратиле на да гледат филм. Како да го гледале филм. Значи тие процентот е многу мал, меѓутоа јас за тоа сум тука да ја едуцирам нашата публика. Сакам да ја едуцирам и детската публика, и возрастната публика, да им кажеме дека многу е танка таа линија за тоа каде да опираш помеѓу светот на возрастните и децата, меѓутоа не ми било како тоа да го работам, затоа што имам и други представи кои што ги работам и сум имала коментари дека представата можат слободно да ја гледат возрастни и уживаат, затоа што понекогаш сите сакаме да бидеме деца и ние сите сме биле деца, меѓутоа треба да знаеме да го извадиме детството од нас. Да го извадиме и да не некош да речеме духот ти е млад, годините ти се тие, меѓутоа духот ти е млад и цело време кога работиш со деца, се подмладуваш и одиш идеите ти се млади, нови, напредуваш, никогаш нема духот да ти остара, затоа што тоа дете што го имаш во себе, го храниш и му даваш тоа што сака детето да го прави. Така да мислам дека представата доста е успешна, сакам да ја изгледаат сите училишта од Кавадарци, подрачни училишта од Кавадарци, сега ќе ни дојде училиштето од Росоман, градинките, како што кажав, нешто сме во соработка со Демир Капија, Неготино, меѓутоа имам аспирации за представата, учествувам во представата на Драмски аматерски фестивал во Почани, кој што секоја година учествуваме со работни представи, имаме добиено 2 награди до сега за најдобри детски представи назад годините. Така да сметам дека представата заслужува да излезе надвор од Кавадарци, да ја погледнат и останалите деца од Македонија, другите театри. Здрави, ќе видиме како ќе биде сега. А дали бројот на гледачи кои што ќе дојдат како публика е мерило за успех? И дали тој аплауз кој што го добивате ви исполнува и ви произведува некаква емоција? Дали е тоа мерило за успех? Така. Знаете како велат, акторот кога ќе излезе на сцена и кога ќе се препушти на тоа што најдобро знае да го работи, аплаузот е доста големо мерило, затоа што штом ти дава аплауз, значи некоја сцена, тоа, знаете, не може да се импровизира аплауз. Ние не можеме да го импровизираме аплаузот, сега на оваа сцена ќе даваме аплауз. Не. Тоа само по себе, тоа е таа едукација што ја има публиката. Публиката сама одлучува каде ќе даде аплауз. Значи на оваа сцена ние даваме аплауз. Значи сметаме дека оваа сцена е прекрасна. Еве пример ќе ви дадам што доста ме радува. Имаме училиште, мисля че дека беше од Тошо Велков Пепето или Гоце Делчев, не ме семете за збор, и излегуваат убавицата и зверот и танцуваат валцер. А валцерот ми беше многу тежок по сцена да ја работам, затоа што средношколците не знаат да танцуваат. И сега ти да научиш, цел месец работевме на чекорите, на валцерот, на танцот, да го изведа тоа како што треба. Значи, никој не ни каже на децата дека треба да аплауз да дава. Значи, децата и направив една споредба помеѓу тоа каде возрастните даваат аплауз, а каде децата даваат аплауз, сосема различно. Значи, тоа се доаѓа спонтано. Спонтано се доаѓа, ти сакаш да ја едуцираш публиката, да речеме, никој не им кажа на децата дека тук треба да дадат аплауз. Самите дадат. Значи, децата процениле дека ова е прекрасна сцена, дека заслужува аплауз. Исто како возрастните. Возрастните сметаат дека каде што треба да се насмеат, ќе се насмеат, каде што треба да дадат аплауз. Значи, таа сцена им била онака врвот на представата
и заслужува да даде аплауз. И тоа е многу голем репер за актерот, затоа што го мотивираш едноставно. А често пати позади сцена како изгледуваат и одма знаат да ми искоментираат: тука добивме аплауз, Микице. Секогаш им кажувам и знам каде ќе се насмее публиката, каде ќе им даде аплауз. Значи секогаш им кажувам и они викаат: како знаеш да погодуваш. Значи тоа е умешно с години назад искуство Тоа е да си само го тоа праве. искуство. И секогаш им велам: тука ќе има смеа. Ќе почекате, ќе ги почекате, значи нема да зборувате натаму, ќе продолжите. Така да гледаноста можам да кажам дека е зголемена затоа што наназад годините и сега сакаме нашите деца од кавадарци да посетуваат театарски представи. Сакаме да ги едуцираме, да влезат у театарот, да влезат во театарскиот свет, да знаат која е таа култура, дека кој ќе седиш на седиштето, дека треба да ја пратиш представата, дека не треба мобилен телефон, дека не треба да шушкаш, да си купиш, да грицкаш, да јадеш, дека на сцената треба да ги читуваш актерите затоа што представата оди го живо. И дека актерите се научени дека, значи тоа е сето умешно, сето искуство, дека актерите не им смета дека ако јас заставам на сцена и почнам да ја глумам представата, јас се исклучувам од се околу мене. И максимално се впуштам во тоа што го работам. Меѓутоа некогаш звонењето на мобилните телефони. Значи цело време се обидуваме да го тргнеме тоа тука, дека не треба да звонат телефоните, дека треба да ги ставите на нечујно или да бидат на вибрации, дека тие саат време 2 часа, што трае представи за возрастни, дека не е во ред, тоа е вид непочитување спрема луѓето што се на сцена. Значи било за која работа, било каде се на некој јавен настап или телефона кој се звоне, тоа е прво некултурно, затоа што сите се вртат околу тоа и наместо вниманието да се задржи таму кај што треба, не се задржува. Се обидуваме децата да ги научиме на таа театарска култура, што треба да правиме кога ќе дојдеме на театар, кои се однесувањата, и се обидувам и на децата што доаѓаат во драмската група и нив да ги едуцирам да знаат што треба да прават и дека убаво е да посетат театарски представи и надвор од Кавадарци, и во Скопје, и што треба тука да прават всушност. Значи, како треба таму да се однесуваат. Тука доаѓа нашата едукација. Тоа е тоа менторство што треба да го пренесеме на наредните генерации и како такви ќе го знаат. И сметам дека кога ја зголемуваме таа култура, зголемуваме и гледаноста ја зголемуваме. Посебно гледаноста на овакви представи, значи ако пласираме ваков тип на представи, ќе изгледа една група на луѓе. Таа група на луѓе ќе каже дали била представата прекрасна, што добив такви коментари. Уживав. Едноставно се припуштив, уживав, ма сакам бајки да гледам. Моето дете уживаш. Чим твоето дете уживаш, ти си уживал, значи прекрасно ти било на представата. Тоа е тоа. Значи луѓето треба да го сватат ова како едно релаксирање за тие час-два. Така, па исто ви кажам, значи и часевите што ги правам, и драмските часови, значи и ова тука терапевтски треба да делува, лековито. Тие саат-два, ако дојдеме на комедија, се смееме и сакаме да се отпуштиме и да се изнасмееме и сакаме да не биде убаво. Или макар ако сме расположени, сакам да гледам трагедија. И сега, у трагедијата знаеме што не очекува, дека трагично би завршило. Меѓутоа некогаш сме расположени да изгледаме и таков вид на представи, затоа што за тоа и постојат различни видови жанрови, исто како филмови што сме расположени, сакаме цртан филм да гледаме, сакаме комедија, трагедија, трилер сакаме да гледаме или некоја драма. А кој е вашиот омилен театарски жанр? Така, па освен тоа што децата ако ги издвојам нив, сакам да работам ова трагедии повеќе би сакала да работам. Така ми се позахтевни повеќе, тука можам да поставам некоја си поголем предизвик да си дадам самата на себе, да изработам нешто што не е изработено. И повисоки стандарди. Стандардите, да. Кога изработувате нешто што не е поставено, не е направено, вие едноставно вашето его си го храните.
Вашето его, си го храните самите себе си, убаво е да си го храните егото со тоа што си билите, меѓутоа морате да внимавате колку го храните да не премине тоа во нарцисоидност или во нешто дека само беднисаност, моето е најдобро и на никој друг. Затоа треба да внимавате до каде одите. Јас имам еден професор кој што ми е како еден вид така ментор, идол едноставно и секогаш ми беше режисерот треба да биде циничен треба да биде во својата работа. Кој е вашиот омилен театарски режисер? Мојот омилен театарски режисер, па можам да кажам дека е мојот професор, ментор, како што спомнав претходно, тоа е Дејан Пројковски, еден од најпознатите македонски, а можам да кажам балкански и светски театарски режисери. Тој ми беше професор, ментор и секогаш инспирацијата ја влечев и се уште ја влечам од разговорите што ги имавме, од начинот на кој што ги работевме, часевите, предавањата, значи толку може да, тој е жива енциклопедија човек, може многу да се научи од него. Знаеше да ми даде голем број на материјали да ја прочитам, кои што ќе ми се важни во текот на работата, што значи режијата, како еден режисер да се снајде со актерот да му помогне, значи сите прашања кои што еден режисер се ги поставува додека подготвува театарска представа или било што, затоа што режисер може да бидете не само на театарска представа, туку едноставно како некогаш велат, ние сме режисери на сопствениот живот, значи како начинот на кој што тоа ќе си го создадеме, така и тераме, така да ми еден вид репер како натаму во животот треба, како треба да работам со театарските представи, со актерите, колку треба да ја почитувам нивната работа, затоа што режисерот треба многу да ја почитува работата на актерот, затоа што без актерите и да постои режисер нема да може да постои театарска представа. Така да тие се многу важен дел, тие се моторот на една театарска представа. Меѓутоа, режисерот е тој што е секогаш им велам на глумците дека моето до тука јас го подготвив, ви кажав, ја дадов моето знаење, пренесив и сега натаму останува на вас да се направи што треба да правите. Моето јас го дадов. Вие сте сега моторот, вие сте важни и вие натаму. Така да многу важно е колку ќе им е кредит и само да верувате во мотивацијата на самите актери за да може да го работат тоа што го работат. Дали во Македонија се цени и почитува оваа работа? Колку е ценета? Знаете, почитувањето и ценењето мора да произлезе од самите себе си. Ако ние не ја почитуваме нашата работа, како можеме да очекуваме другите да ја почитуваат нашата работа? Сепак сметам дека треба да почнеме од самите себе си. Ако јас ја вреднувам мојата работа и ја почитувам и ценам на највисоко можно ниво, само да не премине, како што кажам, во нарцисоидност, кога си го храниме сопственото его, дека ова што го работиме, тоа што тоа е така, треба натаму да одиме во животот, се друго во животот, не може да не биде успешно и да не биде почитувано. Затоа што кога ја почитувате работата што ја работите, ја почитувате тимот што околу вас е, и кога тоа сето се едно со друго се надополнува, не може да не биде почитувана и ценета. Значи, сето произлегува од вас, колку вие натаму вашата работа ќе ја почитувате, ќе кажувате дека е важна, затоа што сепак сметам дека малку е неблагодарна, во смисла дека ние ќе изработиме месец, 2-3, се обидуваме, правиме представи едно друго и сега ќе дојде публиката и не е секогаш публиката главен критичар дека е успешна представата, затоа што тоа не се целосно едуцирани луѓе кои што може да кажат, секој има различен вкус. Може би некој ќе каже, да, мене ми беше супер представата, некој може да рече, па мене не ми се допадна и тоа е до вкусови. Значи не се целосно едуцирани во смисла критичари, драмски критичари, театарски да имаме убаво е, за да може да ни кажат до каде нешто не да представите. Меѓутоа, пак ќе кажам, колку ние ја почитуваме нашата представа, колку актерите и глумците си ја почитуваат својата представа, толку ќе биде почитувана и ценета. Тука се гледа сето тоа. Така. Преминуваме во делот на пораки за помладите. Па така, дали би можеле да издвоите некои техники за созбивање на тремата?
веќе ја спомнавме, но Така. добро е да се задржиме на таа тема. Така. Па, на техниките за сузбивање на тремата ги работам со децата во градската група. И со средношколците, и со основците ги работам, и тоа е доста поставувана тема. Сите сакаат да ја сузбијат тремата. Тремата во даден момент може да биде позитивна. Значи, само да не прерасне во ептен, да не можеме да почнеме да се потиме, да не се суши јазикот, да ни трепере гласот, значи тоа е таа трема. Меѓутоа, за да го сузбиеш, тоа сепак бара еден вид на искуство и бара на вежбање. Значи, се едно е вежбање, кога, затоа и кажувам, пробите се многу важни. Ако ние сме имале 20-30 проби на една представа, а сме посетиле 10, а друг посетил сите 30, се знае дека искуството тука, тремата почне биде сузбиена тука од тука, затоа што на еден начин сме вежбали и кога ние идеме до некој степен каде што нашата самодоврба е на високо ниво допрена, ние не можеме да кажеме дека имаме ние трема. Самодовербата не држи будни, адреналинот не држи будни и не ни дозволува колку и нешто да сме учеле. Земете една лекција што ја учите вие во училиште. Ако една лекција ја знаеш, целосно ја знаеш и сигурен воз, колку прашања да ти постави наставникот, од сите можни прашање да сака да те збуни, ти ќе знаеш да си одговориш, затоа што ти си сигурен во тоа што го работиш или го знаеш. Така да голем дел, ако сме сигурни во тоа што го работиме, го знаеме, самодовербата малку да ни е поголема, тогаш мислам дека и на еден начин успеваме да сузбиеме таа трема, затоа што самите нас си даваме малку повеќе мотивација. Јас можам да го направам, знам да го направам, сум сигурна во тоа. И затоа јас сум тука. Затоа јас им зборувам на децата, им кажувам, им изголемувам самодовербата, им го хранам што се вели егото, за да не велам дека вие сте најдобри, меѓутоа вие тука сте дојдени за тоа да го правите најдобро што знаете, што можете. И тоа кога им зборуваш позитивно, ствараш позитивни навики, позитивна одговорност им создаваш и мислам дека зборувањето, мотивациониот говор, кој што знам секогаш да им го давам на децата позади се напред да почне представата, и како многу големо влијание врши, затоа што едноставно им велиш дека вие сте го вежбали во ова и сте спремни, ќе го дајте максимално вашето тоа што сакате да го кажете. И трпението, вежбањето, сето тоа многу влијае. А каква порака би им порачале на помладите за да ја засакаат ова работа? За да... Така. Убаво прашање, многу тешко прашање. Се обидувам цело време да го решам тоа прашање. За да им се јави желба за глума, за јавно говорење. Да. Секој ли може? Ако сака. Че пред се прво треба да постои желба. Дека сакам јас тоа, сакам да пробам, да речеме да глумам. Сакам да излезам, да глумам, сакам да излезам јавно да говорам, сакам да се пуштам во дебата. Прво излегува желбата од кај. Јас и да сакам да причам, те бидува за глумење, имаш дикција, говор, сето го имаш во себе, меѓутоа желбата треба да ја имаш. Ако ти немаш желба, ако ја имаш желбата, после натаму и талентот, тоа више се надоградува, се надополнува, треба многу работа, се работи на тоа, за да може после тоа да речеме, да, навистина, уште ти се создаде поголема желба за тоа да го правиш, така да ние како еден вид ментори треба да бидеме мотиватори, за да се зголеми желбата кај секој еден. Иначе секој еден може да работи било што, само треба да има желба. И кој ќе ми покажеш ти желбата, зашто имаш, затоа што јас ја велам на деца, не мора да бидете актери, имате сценографи, имате режисери, имате реквизитери, имате суфлери, суфлерот. И за суфлер треба да се учи. И тоа е дарба, и тоа е талент. Че суфлерите се ние помошните луѓе кои што се позади сцена и помагаат на актерите да, ако сгрешат некогаш во текстот, да го надополнат. И тоа е дарба. И тоа е. Значи за се треба да има само желба. Другото натаму се учи. Така. И за крај, кои се вашите натамошни планови и идеи околу театарските представи? Што следува? Што понатаму? Да, понатаму има уште многу за понатаму. Имам желба да успеам некои од децата што доаѓаат, макар и овие генерации и после генерациите ни, да се запишат на драмски факултет, затоа што имаат кавадарци доста надарени деца
и навистина се работиме, и старите колеги работат, и јас работам, напоредно работиме колку што можеме, меѓутоа да се влее таа желба да се запише некој на драмски, меѓутоа се надевам дека ќе имаме генерации за да можеме нашиот театар да го збогатиме пред се со професионални актери, професионални режисери, сценографи, реквизитери, значи било што, значи да се занимаваат со таа театарска дејност, не значи дека само глумата е таа дејност, значи театарот е многу голем поиме, офеќа многу други, значи сценската уметност офеќа многу голем поиме. Така да се обидувам преку ова драмската група да работам, да им создавам желба за понатамошно творење, работење, да им создадам да можат да сами да одлучат што сакаат. Што е многу важно. Може би некој има идеја, може би некој нема идеја, меѓутоа едни со други се надополнуваат, се дружат, многу не е битно тоа што се дружат, што се запознаваат, има ученици од различни средни училишта, што не се ги познаваат. Значи, секогаш сакам да ги инспирирам, да ги мотивирам младите лица, сите средношколци, општо што сакаат да ја работат оваа работа, да им кажам дека е убава, дека не само што, како што кажам, има создување трема, јавно говорење, пишување, поезија, драмски текстови, може би утре некој даден за драмски текст да напише текст општо, само треба да го извадиме ние од нив. Значи треба да го извадиме најдоброто од децата, затоа треба да работиме. Значи треба да работиме со нив, треба да ги мотивираме и да им го покажеме најдоброто од себе. Тоа е тоа. Така да мислам дека кога правилно тоа го правиме и кога бара доста посветеност, сепак секоја работа пожртвуваност и посветеност бара, и се надевам дека ќе успееме како и драмска група, и како театар, со театарските представи, да ги покажеме надвор од Македонија. Пред се да ги покажеме, еве, одиме на фестивал во Кочани, излегуваме од Кавадарци, имаме некоја понуда во Скопје да ја представиме представата, имам нешто понуди за во текот на годината, има фестивали на аматерски позоришни представи, кои што може да се представиме. Значи, кога се работи со голема екипа, е тешко да ја таа екипа да ја држиш на едно место, значи треба многу работа, за да ги држиш тие млади деца, за да не те избегаат и да им ја задржиш идејата што ја имаат и желбата. Да не се уништи таа желба, да постои се уште дека ќе мора нешто да ги задржиш со нешто тука. Да знаеш да работиш со нив, да знаеш да ги мотивираш. Едноставно не е само да им бидеш режисер, да им бидеш и друга, и пријател, и ментор, и наставник, и да бидеш строг, ама истовремено бидеш добар и да знаеш да поставиш граница, затоа што кога децата ќе видат дека може да ти веруваат, си го постигнат сето тоа што сакаш. Че може да ти веруваат, да се советуваат едноставно за било што во тој дел, макар и нешто надвор од тоа. Значи било што. Така да се надевам дека представата, посебно сега за последните години, дека ќе ја прошетаме надвор и од Македонија. Сепак убаво е да се види нешто што се работи со голема желба и доста работа имаше во представата, за да може да се види талентот надвор и од Македонија. Значи, така треба да размислуваме, со поголеми инспирации да видиме и со поголеми предизвици секогаш и да си поставуваме за да можеме да ги остваруваме, нели? Микице, јас ќе ви се заблагодарам многу. Навистина ми беше пријатно, едно ново и убаво искуство. Јас ќе ви посакам многу успех за сите планови кои што си ги имате замислени во иднина. Ќе ви кажам секоја чест за досегашните успеси и се надевам дека се гледаме во следна прилика. Секако знаете дека кога сакате можете да дојдете овде кај нас за театарот, да учествувате во било што, секогаш сум расположена за работа, уште претходно кажав и ја поддржувам и ја поздравувам вашата идеја и сакам кога младите имаат убави идеи, секогаш можам и сакам да им помогнам, колку можам да им помогнам.
за да може натаму да им бидеме инспирација на младите, да им бидеме некакви вид модели, позитивни модели, за да може да напредуваат во животот и ви посакувам многу успех во што го работите, да бидете успешни, да бидете и креативни и оригинални. Кога сте оригинални, тогаш многу тешко е таа оригиналност да се допре до таа оригиналност, затоа што нема друг вид таков што е како вашиот. Така да секој чест и на вас. Поздрав до сите, па се гледаме наредна прилика. Ви благодарим.